Можете ли да поставите плочки врз постоечките плочки? Еве неколку работи што треба да ги знаете пред да започнете со овој проект. Ако структурата на вашиот дом може да ја издржи дополнителната тежина и постојаните плочки се во добра состојба, можно е да се постават нови плочки врз старите. Поставувањето плочки врз плочки заштедува време и пари, а исто така е и поеколошко решение. Клучот е правилно да се подготви подлогата, да се избере соодветно лепило и да се испланира распоредот на плочките. Ако го одложувате реновирањето затоа што не сакате да ги отстраните старите плочки, ве разбираме. Отстранувањето на плочки е физички напорна работа што создава многу градежен отпад, чие отстранување може да биде скапо и комплицирано. Но што ако ви кажеме дека можеби и не е потребно да ги отстраните старите плочки пред да поставите нови? Можете ли да поставувате плочки врз плочки? Да, во повеќето случаеви може да поставите така. Најголемите фактори што го одредуваат ова се: дали структурата на домот може да ја издржи дополнителната тежина, дали постоечките плочки се во добра состојба. Состојбата на постоечките плочки е клучна. Ако не се цврсто залепени за подлогата, дополнителните плочки на врвот може да создадат проблеми во иднина. За да ја проверите адхезијата на постоечките плочки, лесно подчукнете ги со дрвен предмет. Ако слушнете шуплив звук, плочката веројатно се одвоила од подлогата и треба да се поправи пред да продолжите. Совет: за подобро лепење користете лепило што ја зголемува адхезијата. Контактирајте експерт од продавница за плочки за да го изберете вистинскиот производ. Ако некогаш сте се запрашале дали е подобро да поставите плочки врз старите или прво да ги отстраните, еве неколку причини зошто првата опција можеби да биде и подобар избор. Заштедувате време. Отстранувањето на старите плочки може да биде процес што одзема многу време, додека поставувањето нови плочки врз нив го скратува времето за реновирање. А заштедувате и пари. Отстранувањето на градежниот отпад може да биде скапо и плочките чисто мора да се носат на специјализирани депонии. Ова е и поеколошко решение. Оставете ги постојаните плочки и избегнете создавање на вишок отпад. Има и помалку физички напор. Ја заштитувате и подлогата. Отстранувањето на старите плочки често ја оштетува подлогата, што може да бара дополнителна поправка пред поставување на нови плочки. Но на што треба да обрнете внимание? Иако постојат бројни предности, важно е да се земат предвид неколку фактори. Зголемената висина на подот може да биде опасност од сопнување. Дополнителната тежина на плочките може да предизвика оптоварување на зидовите и подовите. Ако не сте сигурни дали вашиот дом може да ја издржи таа тежина, консултирајте се со градежен професионалец. И сигурно се прашувате како изгледа процесот на поставување на плочки врз постоечките. Процесот започнува со подготовка на површината. По визуелен преглед, темелно исчистете ги постоечките плочки со средство за чистење за сите намени. Изберете вистинско лепило. Во повеќето случаи доволна е стандардна мешавина од тенок цемент, но за поспецифични ситуации може да се препорача и епоксиден малтер. Планирање на распоредот на плочките е следниот чекор. Важат истите принципи како и за класична инсталација. Измерете го просторот, земете ја предвид дебелината на плочките и споивите и купете дополнителни 10% плочки за сечење. Следно е фугирање и запечатување. По фугирањето, нанесете средство за запечатување на слоеви според препораките на производителот. Има и неколку често поставувани прашања на оваа тема. Првото е како да се подготват плочките за поставување нови плочки. Проверете дали конструкцијата може да издржи дополнителна тежина. Исчистете ги постојаните плочки и нанесете тенок слој малтер за подобро лепење. Дали е подобро да се отстранат плочките или да се покријат со нови? И двата пристапа имаат свои предности. Кои се недостатоците на поставувањето плочки врз постојаните? Можните проблеми вклучуваат нерамна површина, прекумерна висина на подот, прекумерна тежина, слаба адхезија, проблеми со влага и намалена стабилност на подот. Сепак многу од овие проблеми се должат на неправилна инсталација, а не на самиот принцип на поставување плочки врз плочки. Ако се направи правилно, овој метод може да биде одлично решение кое заштедува време, пари и труд.